Почитувани, Стево Пендаровски тврдеше дека ставот на Бугарија за промена на уставот е мешање во внатрешните работи на Македонија. Пендаровски не застана тука, туку тврдеше дека ставот на Бугарија сменете го уставот па дојдете да разговараме е преседан од невидени размери. За на крај, Пендаровски да каже дека го кажува гласно неговиот став и дека не мисли дека уставните измени се нешто страшно. Да го погледнеме видеото. Тука и вели, вие сакам да ги запишете бугарите во уставот. Ние тоа не се дрзнуваме да им го кажеме на бугарите. Тоа да бидеме отворени. Не само Петков, и Радев, и претходни други кажува. Тоа е мешање во внатрешните работи. Точка. Потполно се согласувам дека е преседан од невидени размери. Сменете го уставот па дојдете разговараме. И со тоа го кажувам јасно мојот политички став дека сум за тие уставни промени, не мислам дека се нешто страшно за нас и не мислам дека ако ги внесеме бугарите во уставот заедно со другите 6-7 народи и делови од народи дека државата ќе пропадне. Кој е ставот на Пендаровски? Тој од 2022 и почетокот на 2023 година или тој по подпишувањето на бугарскиот диктат? Како може граѓаните да му веруваат на Пендаровски кога тој не само што ги менува своите ставови, туку тоа го прави диаметрално спротивно. Од промена на устав е вон памет до промена на уставот е сосема во ред. Стево Пендаровски е политичар без став. Негов став е секојаш тоа што ќе му го кажат СДС и ДУИ. Затоа менува ставови. И дури кога некој ќе помисли дека нешто паметно кажал, тој веднаш добива воспитна од партискиот штаб и се постројува зад Ковачевски и Ахмети. Со право народот вели дека немаме држава. Со Пендаровски како председател секој ден ја губиме. Време е да ја вратиме. Ви благодарам.